Добар ден на сите. Ова е 13-тото издание на Тајната на успехот, серијал подкасти за женското предприемништво, кој е дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Во денешното издание ќе ви ја раскажеме приказната за една храбра жена, која својот успех го должи исклучиво на својата решителност, истреност и стекнатото искуство. Ви ја представуваме Јасмина Јанева. Господи Јанева, вашата фирма постои веќе 3 години. Се занимавате со откуп и дистрибуција на мед. Од каде идејата токму за овој производ? Па, мојата фирма е 3 години, пред се да кажам, Јасмин Компани 2019 се вика мојата фирма. Идејата за мед ми дојде, значи, сосема така спонтано. Работев многу повеќе работи и дојдов до идеја дека медот е еден од артиклите кој што најмногу може да профитира, пошто не се расипува, нема рок на употреба, што повеќе стои, тој е поквалитетен. И затоа одлучих да почнам да работам со медот. И воедно тој и припаѓа во делот на здрава храна. А мислам дека веќе иднина на здравата храна, сите повеќе обрнуваме внимание на тоа и поради тоа мислам дека во тоа ќе можам да успеам и така почнав со медот. Како што правите? Вие го откупувате медот од вашите кооперанти, Значи, јас сум регистрирана како откупен центар. Добро. Имаме хала направена од HACCP систем, дозвола од храна и ветеринарство имаме за да го продаваме производот, свој бренд имам, Јасмин Компани пак и напоменам. Значи, медот го откупуваме од нашите кооперанти, го зимаме обично во амбалажа, во поголеми кофи, каква амбалажа има. Имаме комори на 38 степена на кои го декристализираме медот, пошто медот обично во поладниот период кристализира. Тоа значи дека е вистински? Тоа значи дека е вистински мед. На секој мед кој пред да го купам правам анализа за да ги исполнувам критериумите за природен мед, пошто мојата фирма е регистрирана за 100% природен мед. Значи нема никакви состојки освен мед и мед во мојот мед. И потоа, откако ќе го декристализираме, имаме дозер во кој што ги истураме кофите медот и преку дозерот ги точиме во тегли. Откако ќе ги наполниме теглите, ги лепиме со етикети и потоа ги пуштаме на дистрибутерите во продажба низ маркетите. Па низ цела Македонија држиме, значи имаме Жито маркети, Зендолино маркети, Полхрид, Струга имаме, Тамаро маркети, Дебар имаме, значи со многу. Дали како во поминува времето се зголемува интересот за набавка на мед од вашата фирма? Па, откако сум почната да ви кажам пред 3 години и досега, значи е зголемена многу поголема продажбата, поготово сега во ова време на пандемија. Сите го бараме медот и се зголеми, можам да кажам, доста добро продажбата и сум задоволна од продажбата на медот. Значи короната не влијаше на работата на вашите? Значи, па да, баш на мојот производ короната не влијаеше, туку ми донесе поголем профит. Покрај работата со медот, дали вашата фирма се занимава и со производство на други производи? Споменавте нешто традиционална зимница, дали се тоа први чекори на фирмата или веќе почнува да се работи на тој план? Па првите чекори во мојата фирма беше медот, сега во втор план сами, значи зимниците, аме традиционални од нашите баби и мајки кои што ги правеле на времето, домашни без никакви адитиви, конзерванси кои што се додаваат. Во тие зимници спаѓа, значи се што е под зимница, се што ставаме, што правиме домашно. Почнав сега, тоа се моите почетоци. Оваа година за прв пат ги правев, планирам поисто да продолжам и натаму. Значи правиме домашни компоти, мармалади од се, правиме, значи се што е домашно и природно. Имате постојани кооперанти од кои откупувате, ги знаете производителите од каде доаѓаат? Па кооперантите ги знам за тоа што сум подолго време во бизнисот и со медот и ова сега со зимниците, значи сега ги уште учам, ама од прилика малку кој ќе се пораспрашаш, веќе ќе дојдеш до информации, сега барем лесно е. Има каде да се праша, да се начин на интернет отвораме и... Да, тражеш, али претежно ги купувам, например, работите по некои села кои што сами произведуваат, сами, пошто сега немам толку големи количини, кои што е природно.
Што е природно, значи од зеленчук, од овоше, непрскано, да. Од средината каде што се одгледува тој. Да, и па таму нашиот крај на Кајберово, Делчево, таму има доста, значи еве, кажеме, сливи, од ресен праски, и се сноѓаме, јабуки, исто така, значи правиме од се, сладко и од дуњи, и од јагоди, и од цреши и вишни, значи се имаме, тоа се сега втор план, почетоци, кој што планирам да го реализирам. Создаден е ли тимот на работници кои ви помагаат, односно работа во вашата компанија? Дали сте задоволни и треба ли да се проширува, мислам да се зголемува бројот на вработени? Па да ти кажам, почав јас и уште една вработена со мене само, сега веќе сме 5 души во халата кај мене, имам тим кој што ми е прекрасен и сум презадоволна од мојот тим, значи толку добар тим имам направено, што еве еден голем поздрав до нив. И нафта. Што постигнувате успех во работата, дел од заслугата е сигурно и нивна? Па, најголем дел од заслугата е нивна, пошто они се постојано таму, јас не сум постојано. Се што ќе треба да се сработи, е сработено на време, испорачано, работиме тимски, значи Како е, да ни раскажете еден работен ден на жена предприемач, на жена менаџер на една компанија? Па јас обично наутро кога станувам рано, 5:30-6 сати, секогаш станувам, прво се знае кафето. Прво се пие кафе, потоа практикувам да пијам чај после кафето. Тоа ми е сабајлезно дека да се поразвудиме малку, после тоа почнувам со обврските околу документација. Дека треба да пратиме фактура, дека треба да се јавам за версија, кој должи, па на кого јас должам да платам. Потоа ги вршам тие обврски до кај 10 сата, да кажем, и после 10 сат веќе одам во халата на работа. И работите со вашите вработени, давате налози или они веќе си ја знаат работата? Па, они веќе си ја знаат работата, али секогаш јас од вечер испланирам они сабајле кои ќе дојдат на работа што да почнат и што да работат, пошто јас го знам планот и концептот на работа, што имам нарачано роба и што треба да биде спремно, тоа треба да сабајле да се почне побрзо да излезе. Пошто не може сега да точиме само шумски мед, а мене ми треба ливацки, значи и кажувам, точете 5 гајби шумски од сабајле, 3 ливацки, 2 овнова, значи од вечер е тоа спремно за сабајле, они кои кидат да почнат, јас кои кидам, они веќе си ја гонат работата. И си имат сработено и се прекрасни, значи презадоволна сум, значи сите сме жени инаку, сите сме жени во халата. Женско предприемништво и само жени вработени се кај мене. Јас спомнав дека вашата фирма се постои 3 години, меѓутоа вашата бизнес приказна започна многу одамна. Може би повеќе од 2 децении. Како започнавте сама да се снаоѓате, ошто само снаоѓање и само вработување? Јас почнав сама да се снаоѓам да работам од мои 18 години. Па може да се каже и помладо. По завршувањето на средното. Да, по завршувањето на средното. Првата, кога почнам да работам на пазарна тезга со Јужна Овоше, заедно со моите родители. Они го работеа тоа, а уште како ученик по средна школа работев со нив исто на тезга и помагав. И татко ми, мајка ми научаа дека секогаш треба да честно и поштено работеме. Многу сум им благодарна на нив, поздрав и до нив. Пошто они ме научија да бидам честна во работа, поштена и да работам, да бидам човек. Дека работата го краси човекот и кога со работа само ќе добиеш добри резултати. И тогаш они ми даваат 2% од прометот на мене, ја бев презадоволна за тоа што имав највеќе пари од сите у тие години. Веќе заслужени заработени мои пари, да. Веќе кога наполнив 18 години, почнав да работам со текстил исто на пазарна тезга. Посебно од моите, посебно тогаш работев со текстилот, ги одев на панагјури, на сајми, беше многу макотрпна работа, многу мачна, многу тешка, али ја бев многу горда на самата себе, пошто постигнувам нешто толку млада, да кажеме, а сепак зрела лично своји заработени пари. Со лично своји заработени пари, да не чекаш никој да ти даде. Значи, стигнавте до бутик, до дуќан? Па да, си направив дуќан пред куќата, си имав дуќан пред куќата за текстил, работев и со обувки, исто така, со кондури. И тоа се моите почетоци. Потоа кога се омажив, имам една ќерка, тогаш застана бизнисот со тезгите, го прекратив, се омажив, имав една ќерка, сега е 14 години. Но за кратко време го прекративме бракот со сопругот, имавме некои несогласувања, не се најдовме заедно, останав сама со ќерка, но она беше само 9 месеца кога останав сама. И тогаш пак се вратив на пазарот, на тезгата да работам. Тогаш од безизлез? Од безизлез, значи пак, тоа ми беше
работа и си ја сакав работата. Едноставно мене ме бива за трговија, едноставно сакам да го работам, уживам. Прво бев горда на себе пошто не сум зависна од никого. Тоа е најважниот дел. Не зависна од никого, самостална, значи мајка со ќерка која се труди да ја овозможи на ќерката убав живот, да ја овозможи да ја купе и да ја нахрани, да ја облече. Вистински пример за воиднина. И да биде и за ќерката, и за жените да земат пример дека не треба да се плашат, дека треба да работат, да се борат, дека само со работа се постигнува Како се усогласувате улогите на мајка, рековте дека сами одгледувате вашата ќерка, на жена менаџерка, на домаќинка, се стигнува се? Па, ако се добро организираш, се стигнува. Јас имам многу голема помош околу ќерка ми, во тоа што моите родители ја чуваат, они ми многу помагаат, без нив не би можела да идам до овој успех сега што го имам, бидејќи сепак детето носи многу обврска. Мојата работа е теренска со медот. Доста патувам, бидејќи дистрибуцијата на почетокот кога почнам да работам, ја работев сама. И доста патував, возев со комбено, разнасав роба, дистрибуирав и требаше по неколку дена да бидам одсутна. Да, и моите родители ми ја чуваа ќерката, со тоа ми беше многу голема помош. Другото, сето са работи кои што можеме да ги средеме и да најдеме време за се. За се. Поддршката од семејството. Од семејството е најважно. Како се опуштате? Кој е ваш начин да наполните батерии после напорната работа? Па јас себе вака ќе кажам, може би, не знам, како се опуштам. Кога веќе стварно ќе ми дојде да ти кажам оноа изморена и истоштена и од работа, истрпена, бидејќи сум во улога и на татко, и на мајка, и на маж во бизнисот, значи целиот терет на мене, и да набавеш роба и се, и стварно некогаш ти треба одмор. Обично практикувам најмногу со одмором во Негорски бањи во Гевгелија. Одам по 4-5 дена, таму е топла вода, зимам соба да бидам сама, со исклучено не контактирам. Со некои пријателки таму запознаеш 2-3 збора кафе, али сакам да сум само у соба, не сакам галама, не сакам гужва, малку да си ги средам мислите. И да наполнам батерии. И да се наполнам батерии. Да си ги наполнам батериите за кои ќе се вратам да почнам одново пак истото темпо. Споменавте сум и маж и жена во бизнисот. И мене ми се наметна прашањето, дали за овие години, многу се за да се постигне овој успех, сте се сретнале со одредени, сте се судрили со одредени стереотипи, дискриминација, недоверливи односот дека сте жена, или тоа е и поттик за повеќе работа? Па да ти кажам, има секакви луѓе. Сум сретнала секакви луѓе. Не можам да речем дека не значи че сум сретнала, али пред се мораш кога ќе идеш некаде, кога ќе одиш во некоја фирма да презентираш свој производ и кога ќе сакаш да соработуваш. Денеска мислам дека сите сме цивилизирани луѓе на тие работни места. Ако се поставиш ти како силна, храбра и достоинствена жена со своје ја, нема никој проблем. Е точно дека малку негде се појават, знаеш, како жена, па што ќе биде, па како ќе биде со работа, ама брзо се справам со тоа, да ти кажам. Пошто цел живот претежно моите работи ме влечеа да работам повеќе со мажи и сум навикната на тоа, знаеш. И сум практична особа. И ме прифаќа, да. И сум практична особа во тој дел. Не сум некоја да кажеш да се форсираш, разговараш нормално се понашаш. И тоа го гледаат. Најбитно е да си достоинствен од целата работа и да покажеш сериозност. Кои се еве според вас најважните 3 карактеристики, ако можеме 3 да издвоиме, за успех на една жена во незиниот бизнис? Најважни карактеристики на една жена за да успее во бизнисот кога веќе е сама и ако сака да работи е нејната желба. Значи она прво мора да верува во самата себе дека може да успее иако е жена, да не се плаше. Значи само напред, само храбро и напред и главата горе. Достоинството никогаш да не си го погаза. Секогаш ние жените мора да се поддржуваме и да се цениме самите себе, колку вредиме, а потоа ќе не ценат и другите. А резултатите на целата работа се доаѓаат сами по себе. Кои се вашите планови за уиднина? Еве, сега работите со медот, дали размислувате за проширување на производството, вработување нови луѓе или што е? Да, значи моите планови за војдина се, значи не застануваат тука.
планирам да го ширам бизнисот, сега работам со малку попримитивен начин. Планирам да го спомнам женско предприемништво, кој што сум ја член таму. Ке имаме некој помош на нас жените што сме бизнис на мали, средни и микропредпријатија. Со нивна помош планирам да ја осовременам фабриката со некои машини кои што ми фалат, кои што не сум била во могуćност да ги купам. Тоа е пакерка за мали метчиња, дозарка сама што дозира мед, иноксни садови кои што се ми потребни и такви некои работи, така да мислам дека тука ќе се зголеми многу повеќе бизнисот, многу повеќе ќе иде. И најверојатно ќе има и повеќе вработени, пошто ќе иде ова со зимници, со компоти, си бара повеќе работа. И еве на крајот од денешниот разговор, пораката за сите млади девојки, за млади жени, им не мора да се кои решаваат да започнат свој бизнис. Што би требало да направат? Прво треба да веруваат во себе, дека ќе успеат и силна желба во тоа што сака да го работат. Прво мора да сакаат работата што ќе ја работат. Ако не ја сакаш работата, ако не те влече работата, значи не можеш да успееш. Значи мора прво да го сакаш тоа што го работиш и силно да веруваш во тоа, тогаш верувај дека успех ќе има обавезно. Се гледа по вашиот пример. Госпоѓа Јанева, јас ви благодарам за денешното учество во овој серијал подкасти за женско предприемништво и посакувам нормално што поголем успех во иднина. Благодарам и на вас на поканата.